СДСМ се фатени во криминал и затоа пратеникот Костадин Костадинов во панични пресконференции кажува лаги и манипулации. За само неколку дена на виделина излегува криминали од над 45 милиони евра, пари на граѓаните кои СДСМ сака преку наводни иновации и крвави тендери да ги испумпа во джебовите или фирмите блиски до СДСМ. Доколку Костадинов сака да говори за криминал, нека го праша колегата Локвенец како успеа да добие грант за набавка на опрема за наводна иновативност на неговата печатница. Кога зборува за криминал, се прашал ли Костадинов како Венко Филипче дозволи анонимна човек фирма да учествува како единствен понудувач на тендер дебел 35 милиони евра? Или како вице-премиерот вели дека неговите компании се самостојни, а потоа им нареди да се повлечат од доделениот грант? Може и советничката на Заев да објасни дали снашката ја оснивала фирмата за да добие 330.000 евра по препорака на свекрвата. Впрочем, Костадинов и самиот е сведок на криминали кои се правеа со години во општина Струмица, во која неговиот лидер и сограѓанин Заев бараше подкуп од 200.000 евра за државно земјиште да биде уплатено во менувачницата на семејниот клан. Ова што се случува во Македонија е класичен грабеж. Го сотреа секој денар на граѓаните, а милионите евра што ги ставаат на сметките ги покриваат со продажба на највисоките државни и национални интереси. Зоран Заев е единствениот политичар во Република Македонија кој прифати да се откаже од името и уставот и ги прифати грчките црвени линии. Ова ќе остане запишано во историјата. Потребни се реформи и економски прогрес, а не распродажба на македонската историја, традиција и култура. Заробениот правен систем ја држи Република Македонија надвор од евроатлантските структури, кои не ги покрива ниту предавството на националните интереси. Република Македонија со ваква криминална власт не може да оди напред. Манипулациите за каква било амнестија на криминалите на Заев и картелот на власт не минуваат. Ке има одговорност за се што украдоа. Колку побрзо заминат, толку побрзо Македонија ќе оди напред. И Македонија ќе победи. Ви благодарам.